Благодаря, председателке. Навистина сум фрапиран, чудоневиден од тоа што еден министер не знаел, а требало да знае. Овде не се работи за ракавици, за потрошен материјал, за гази. Овде се работи за скапа медицинска опрема. И од тука ми се поставува прашањето, господин Рендевски, кој е предизвикот на еден признат, докажан стручнак како вас, од ваш калибар, да прифати ваква политичка функција и да дозволи да биде незапознаен и држен на страна во Министерството. Кој е мотивот, господине Рендевски, еден признат, докажан стручнак, лекар, да прифати улога на аутсайдер, дистанциран заменик министер и човек што ќе молчи и што ќе ги затвора очите на вакви злоупотреби и како заменик министер да нема свое мислење или да не биде запознаен со најмонструозниот скандал во здравството во Република Македонија, што во која вие сте современик. И за крај, како лекар, како директор на клиника, како заменик министер, како стручнак во фелата, едно прашање. Дали според вас директорот Нино Васев работел етички, согласно медицинската етика, Хипократовата заклетва и во согласност со трите законски акти кои се пропишани по кои што треба да функционира една клиника, односно медицински директор на клиниката? Ве молам кратко со да и не. Благодарам.